Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Еве ја најавата за вечерашниве содржини. Дали Заев и Ципрас ќе си подадат рака и ќе објават договор за името оваа недела во Софија? Έχει γίνει πολύ συστηματική δουλειά. Έχουν φτάσει τα θέματα στον πυρήνα τους και είναι η ώρα πράγματι να κουβεντιαστούν στο ανώτατο δυνατό επίπεδο. Кои се контурите на решението? Може ли Иванов да го злоупотреби суспензивното вето и за договорот за името, по примерот со законот за јазици? И јас мислам дека за иднината на Македонија е многу важно законот за јазици да се објави без неговиот потпис. Нови поплаки од партиите за суспендираното државно финансирање. Не се спомнува некаква алијанса, туку една партија која што веќе една година не постои судско решение, покажува несериозност на таа институција. 3 дена пред истекот на рокот имаме штембил токму од тој завод за ревизија дека ние сме поднеле годишен извештај до него. Доведен ли е во прашање кредибилитетот на Државниот завод за ревизија? Македонија има државни институции со по еден вработен, кого го раководат еден директор и по 5 членови на управен и надзорен одбор. Кога се гледа така само бројката, прилично нелогично изгледа. Дали системот на институции е поголем проблем и од бројот на вработени во администрацијата? Мај што ја констатираме состојбата туку за да се смени тоа, потребни се промени на многу закони. Останете на Алсат, се враќаме по кратка пауза. Гледате 360 степени. Институции со по еден вработен, кого го управуваат 11 лица, директор и по 5 членови на управен и на надзорен одбор. Вакви примери во кои бројот на вработени е помал од бројот на лица во органите на управување има речиси 150 во Македонија, откри истражувањето на Центарот за управување со промени. Дали земјава има поголем проблем со системот на институции отколку со бројот на вработени во администрацијата? Е дилемата што вечерва ја отвора Зоран Јовановски. Во Македонија има институции со еден или двајца вработени, а со по 11 избрани и именувани функционери. Само бројката прилично нелогично изгледа. На 3750 граѓани членуваат во управни или надзорни одбори. Некои од нив не земаат ниту денар, а некои по повеќе од 1000 евра месечно, иако се далеку од експерти во областа. Дали тие служат за да се изберат најдобрите помеѓу нас, кои би управувале со нашите јавни институции или служат како облик на сатисфакција на поддржувачи на одредена политичка гарнитура. Дали на Македонија повеќе и треба реформа на системот на институции, отколку реформа на администрацијата? Могила е лоцирана во Пелагонискиот регион. Како и во други општини, тука за отпадот, водоводот и канализацијата, која само некаде ја има, се грижи јавно комунално предпријатие. Но ЈКП Пела со себе носи куриозитет. Има еден вработен, кого го управуваат еден директор, 5 члена на управен и 5 члена на надзорен одбор. Ние моментално, еве, може да се види на терен, дека имаме 14 вработени, од кои еден, тој што стои веќе официјално, е вработен пред мислам 2012 година. Тој е директно само во комуналното предпријатие, превеземен преку Македонски шуми со интерен оглас, додека останатите се преку агенција за привремени вработувања. Дека општинското комунално предпријатие не е измислено само за во него да се вдомат директор или членови на управен и надзорен одбор, тврди и градоначалничката. Причината што на хартија 11 функционери управуваат со еден вработен е што не можат да ги вработат останатите што реално работат. Претходно разговаравме со директорот на комуналното предпријатие да побаравме согласност од надлежните институции да ни дозволат во согласност со систематизацијата на јавното комунално предпријатие да вработиме на неопределено време од тие луѓе што се преку агенција за времени вработувања, а тука работат од преку 5 години. Но Могила не е единствената општина во земјава со јавно предпријатие во кој има далеку повеќе функционери отколку вработени. Такви се и јавното комунално предпријатие Лиќени Треска, општина Сарај, јавното комунално предпријатие Студеничани, јавното предпријатие за комунални дејности и инфраструктура Кратово, јавното предпријатие за комунални дејности Октиси. И не се само комуналните предпријатија низ Македонија кои имаат повеќе функционери од вработени.
Слична е состојбата со многу други јавни установи, како библиотеки, музеи, центри за култура. Например, Градски музеј Крива Паланка, научно-културни средби 10 дена Крушевска република, Дом за деца и млади Благој Мучето Струмица, Дом на култура Македонија Гевгелија. Во оваа група е и библиотеката Кочо Рацин во Пехчево, која почнала како читалиште уште во 1926 година. Денеска работи во една мала просторија. Има еден библиотекар со кој раководи директор и 5-член управен одбор. Библиотекарката е задоволна од организацијската поставеност, бидејќи знаат и за полошо. На времето, кога мајка ми работеше во библиотеката, таа беше само еден вработен. И таа мораше да оди во Бераво, значи како главното беше во Бераво се случуваше. И имаше таа многу проблеми, и со плати, и со набавка на книги, и така натаму. И видовме дека тоа не функционира како што треба. И кога потоа се избори таа да биде библиотеката во Пехчево под Министерство за култура, веќе беше подруго. Сите овие примери се само фрагменти од 6-месечното истражување на Центарот за управување со промени за бројот на институции во Македонија, бројот на вработени и на раководни лица. Тие избројаа дека во земјава има вкупно 1334 јавни институции. Во 147 од нив има до 10 вработени, или вкупно 852 вработени. Но овие 852 се раководени од вкупно 1003 избрани и именувани лица. Овие бројки, вели професорот Драган Гоцевски, кој го водеше истражувањето, покажуваат дека Македонија има помал проблем со големиот број административци, отколку со многуте институции и функционери. Неговиот предлог е малите установи да се спојуваат во регионални, за да се добијат институции со повеќе вработени, а еден директор и управен и надзорен одбор. Тоа подразбира да 3, 4, 5, 7 општини имаат едно јавно комунално предпријатие кое што би се грижало за прибирање, управување на цврст или течен отпад. Никој не вели дека треба да се укинат. Меѓутоа, како правни субјекти, во централен регистар 3, 4, 5, 6 општини може да имаат една заедничка библиотека. Последици кон веќе вработените и објектите и нивните капацитети нема да има. Се што ќе се случи е правните субјекти, тие 5 библиотеки, би се укинале, би се формирала една нова, или 4 би се споиле, претпоставам, кон најголемата. Би имале еден директор, еден управен одбор 5 члена, а би добиле 7, 8, 9 вработени. И еден заеднички буџет. Додека овој предлог сега е намаса пред владата, ниту во Могила, ниту во Пехчево не даваат поддршка. Мислам дека тоа не е добра идеја, затоа што ако постои само еден директор за 3, да речеме, исти институции, мислам дека секогаш интересот на директорот ќе биде насочен во местото каде што тој е поставен. И сега кога ние изградивме едно реноме на нашата библиотека, да дојде сега некој да каже од утре вие ќе бидете во состав со Домот на културата, не. Значи тоа нема да функционира така како што функционира сега. Тоа во моментот не е добра идеја. Зошто? Кога би се работело за да се здружиме со друга општина, треба да изградиме канцелари, треба да издадеме градежна дозвола за нова локација за изградба, тоа се дополнителни средства. Друг важен податок поврзан со организацијата на јавните институции во Македонија, кој го откри истражувањето, се надоместоците за членство во управни одбори. На некои места ова не е платено, но на други места месечните надоместоци одат над 1100 евра. Таков е примерот со АД Мепсо, кој е одговорен за пренос на струја низ високонапонската мрежа во земјава. Таму членовите на управниот одбор добиваат по 70.000 денари месечно. Впечатлив е и примерот со Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор. Председателот на управниот одбор зема 23.500 денари секој месец, а членовите по 20.500 денари. Но специфичноста е во сознанието дека агенцијата е формирана за да биде регулатор на железничкиот сообраќај. Но бидејќи во превозот нема приватни фирми, туку само државата, агенцијата и нема што да регулира. Сепак, оттаму велат дека морало да постојат. Република Македонија е земја која што се стреми кон пристапување во Европската Унија, а носењето на одлука за затворање на регулаторна или надзорна агенција, незино приклучување кон друга државна институција, е чекор наназад. Сите управни и надзорни одбори државата ја чинат околу 2,5 милиони евра годишно. Сума која според препораката од истражувањето треба да се рационализира.
Друга препорака е да се коригира начинот на одредување на висината на надоместоците, особено што има голема разлика кај институција од иста област. Според истражувањето, меѓу оние кои земаат најголеми надоместоци се управните одбори на акционерските друштва во државна сопственост и некои агенции, но токму тие најчесто ги кријат износите. Од Агенцијата за цивилно воздухопловство и од акционерското друштво Македонски навигации побаравме да не информираат колкави надоместоци примаат членовите на нивните управни одбори. Се повикавме на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, но и од двете институции одговорија дека не се должни да ни ги кажат сумите. Ограничената транспарентност и големите разлики во надоместоците за учество во управни и надзорни одбори би биле помал проблем, ако истражувањето на крај не заклучува дека луѓето избрани на тие позиции и не се баш кадарни. Директорот и членовите на управните одбори или членовите на стручните совети не се целосно професионализирани, односно нема доволно прецизно препишани критериуми кои што треба да се исполнуваат за одредено лице да биде назначено на тие позиции. Така да постава лесно е да се отвори прашањето дали преку нив се врши одредено заобиколување, дали тие служат за да се изберат најдобрите помеѓу нас кои би управувале со нашите јавни институции или служат како облик на сатисфакција на поддржувачите на одредена политичка гарнитура. Меѓутоа, ова се места кои што секаде во свет подлежат на некаков споил. Сега останува да видиме на внатрешно ниво дали членовите на советите на општините и владата и пратениците се придржуваат да ги бираат најдобрите помеѓу своите редови или само некои што им беа најлојални. За сега е неизвестно како, но и дали воопшто владата ќе се справи со абсурдите во организацијата на институциите. Искуството од минатото покажува инертност кај државата за вакви зафати. Например, Агенцијата за нуклеарни технологии, која беше сместена во оваа зграда, изминативе години упорно добиваше буџет и до 90.000 евра. Иако 2015 година нема кој да ги троши парите, бидејќи е без директор и без вработени. Може би таа ќе биде првиот пример дека се може и без некои од институциите. Дали овие сознанија се основа за акција од владата? Еве што вели министерот за администрација Дамјан Манчевски. Господин Манчевски, се согласувате ли со тезата дека системот на поставеност на институциите во нашата земја е поголем проблем дури од превработеноста во администрацијата? Па, тоа е основата, значи прво поставеноста е лоша и самата анализа која што денеска ја презентираме овде ги покажува аномалиите. Оно што е уште поголем проблем, ај што ја констатираме состојбата туку за да се смени тоа, потребни се промени на многу закони во кои што се дефинирани и поставени овие институции. Јас го кажувам секогаш примерот на само 3 амандмани на Законот за административни службеници предизвика промена на 126 други закони. Сега ние и овие анализи ќе ни покажат каде, во кој институција е проблемот, на кој начин се тие дефинирани и формирани, за да можеме да интервенираме. Ама работата е опсежна и голема. Гледате ли простор за рационализација на веќе постоечките јавни институции во смисла на поврзување или можеби укинување на некој од нив? Оваа анализа, како и хоризонталната функционална анализа која што ние правиме во Министерството, токму тоа треба да ни го даде како одговор, но владата веќе не ни чекаше за некои работи, свесни сме за одредени проблеми без да правиме анализи, така што во овој контекст веќе можам и да најавам дека, например, во клиничкиот центар во Скопје се укинуваат посебните клиники како посебни организациони единици и се спојуваат во под една управа, значи ќе се укинат сите управни одбори на секоја посебна клиника, ќе ги нема ни тие дополнителните економски директори што беа по секој од клиниките, така што веќе почнуваме со одредена рационализација, затоа што и најосновата логика, направите математика, ќе ви даде дека многу е поефикасно и поевтино, особено за здравствениот сектор, каде што е прилично ни се потребни пари за да се подобри здравствената услуга, да мораме да скратиме малце на администрацијата и она што значи институционално управување. Што мислите за тоа што во членови на некои управни одбори дури не земаат никаков надоместок за седници, а во други институции пак добиваат и до 400 евра надоместок од одржана седница. Има ли можност за коригирање на начинот на утврдување на сумата, висината на ова сума која што им се исплатува? Ова не е само со надоместокот за управните и надзорни одбори, ова е случај и со платите, например. Значи системот на плати ни е толку хаотичен, можем да кажам, дека нема никаква логика во тоа кој колкава плата зема. Оно што ние го велиме и нашиот принцип е дека секој треба да добива иста плата за иста работа.
И врз база на ова, веќе Министерството на финансии прави одредени анализи и ќе даде, ќе излезе предлог со кој што ќе може да се направи некаква, ние ја викаме урамниловка или како ќе окрстиме тоа. Што се однесува до овие управни надзорни одбори, навистина ни треба овие податоци што денеска се презентираат, за да можеме веднаш да спроведеме нешто. Она што генерално им фарли на институциите кај нас е основни податоци, анализи врз база на кој што ќе може да знаеме точно по секоја институција реалната состојба, за да може да ги превземе конкретните мерки. И затоа ги договоривме и овие истражувања, затоа ни се потребни и овие анализи, за да врз основа тоа можеме конкретни мерки да превземеме. Како гледате на податокот дека е и огромен бројот, вкупниот број на луѓе кои што членуваат во управните надзорните одбори? Тоа е резултат на токму хаотичното креирање на самите институции. И ние сме свесни, и тоа го покажа и во истражување. Институциите во Македонија ги формирал кој како стаса. Значи дел ги формирало собранието, дел владата, дел посебни министерства се формирале институции. Има некои нејасно како се формирани. И во тој бран кога се формирале во различно време, значи ова не е нешто што се случило одеднаш. Ова е наталожен проблем со децении можеби во Македонија, ама ова е прв пат кога викаме стој, ставаме линија, гледаме каде сме и врз основа на тоа ќе заведеме ред во институциите. Сепак се работи, пак ќе кажам, за обемен процес. Ова е само почетокот. Сега треба да се изорганизираме сите посебни закони во кои што ова е дефинирано да се изанализираат, да се види каде се промените, соодветните институции ги направат и да отиде во собраниска процедура, каде што треба и граѓаните да ги убедиме, но ете и опозицијата да не поддржи во овој наш напор. Затоа што за овие закони за промена на законот на органи на државната управа потребно е двотретинско мнозинство. И затоа за ова мора да имаме широк консенсус. Како гледате на фактот што ни половина од институциите кои што биле опфатени со ова истражување не одговориле по барањето за слободен пристап до информации од јавен карактер за да кажат колку трошат на надзорни и управни одбори? Транспарентноста, отчетноста е нешто што се регулира и во закон, ама пред се е политичка култура. И ова влада сега ќе си признаеме, сепак мислам дека можеме да кажеме дека направи големи чекори напред во однос на транспарентност и отчетност. Да, постојат институции и постојат и луѓе кои што се поставени од оваа влада, кои што се уште можеби не се на ниво на задачата во однос на отвореноста и транспарентноста, односно не ја разбираат нејзината важност. Но има одредени институции каде што, верувајте ми, немаат ниту капацитет да одговорат на одредени прашања. Доколку се работи за нешто малце по-конкретно, немаат ни соодветна човечки капацитет за да може да го одговорат тоа прашање. Сепак, тоа не е оправдување и апсолутно ги повикувам сите оние кои што не добиле навремено информација од страна на било која институција, согласно закон за слободен пристап на информации, веднаш да се обратат до нас, за да можеме да реагираме. Меѓутоа, и генералната политика на оваа влада е сосем обратна начинот на кој што размислуваме од можеби претходно. Некои информации да се објават. Туку кои се само оние информации кои што не треба да се објават, кои што се од национална безбедност важни и така натака. Се друго треба да се објави. Нема потреба граѓаните да не знаат било што, било кој документ за работењето на некоја институција кој што тие плаќаат. Ви благодарам за разговорот. Хвала и нас. Останете со нас, по паузата се темите за името, кохабитацијата, финансирањето на партиите. Дали Заев и Ципрас ќе си подадат рака и ќе објават договор за името оваа недела во Софија? Έχει γίνει πολύ συστηματική δουλειά. Έχουν φτάσει τα θέματα στον πυρήνα τους και είναι η ώρα πράγματι να κουβεντιαστούν στο ανώτατο δυνατό επίπεδο. Може ли Иванов да го злоупотреби суспензивното вето и за договорот за името, по примерот со законот за јазици? И јас мислам дека за иднината на Македонија е многу важно законот за јазици да се објави без неговиот потпис. Нови поплаки од партиите за суспендираното државно финансирање. Не се спомнува како алијанса, туку една партија која што веќе една година не постои со судско решение, покажува несериозност на таа институција. Доведен ли е во прашање кредибилитетот на Државниот завод за ревизија? Оптимизам владее во пресрет на средбата на премиерите Зоран Заев и Алексис Ципрас оваа недела во Софија. Во студиото е колегата Владимир Мирчевски, кој ги следи преговорите за името. Владимир, можно ли е уште оваа недела во Софија Заев и Ципрас да си подадат рака и да објават дека има договор за прашањето за името?
Васко, иако сите сигнали велат дека процесот е пред самата завршница и дека има големи шанси уште во текот на оваа недела да се објави дека е постигнат договор, премиерот Заев во денешната изјава, најверојатно водено од максимата ништо не е готово додека се не е готово, излезе со повоздржан настап во кој што зборува за други рокови во кои што би се објавил евентуалниот договор. Еве што изјави поточно премиерот Заев. Целта е да направиме еден рекапитулар најмалку на тоа што досега е разговарано, да го потврдиме и да знаеме дека сме завршиле, а истовремено и да дадеме смерници понатаму на министрите секако разговорите. Секако времето е кратко, не знам се појавуваат информации дека готово сега на 17 ќе се реши се, не е така, затоа што суштински е тој дел што е останат за разговори. Јас верувам дека пред се треба да бидеме креативни и посветени. Јас би сакал некаде пред самитот на Советот на Европа, а потоа и Европскиот совет, тоа е 25 и 26, па 28 и 29 јуни. Тога се носат одлуките за добивање на датум за преговори или не, до тогаш да имаме некое решение. Дури треба да знаеме сите дека и да има приближување на она што е останато, и во Грција и во Македонија мора да направиме внатрешен процес на консултации. Затоа што треба процесот, јас како што реков, да биде, ако е возможно, подржан од сите. На Заев му е очигледно важно да се координира и со другите домашни политички актери. За воздржан оптимизам зборува алтернативниот министер за надворешни работи на Грција Јоргос Катругалос. Тој во интервју за едно грчко радио вели: направена е систематска работа, прашањата се стигнати до нивното јадро и сега е време да се разговараат на највисоко ниво. Έχει γίνει πολύ συστηματική δουλειά. Έχουν φτάσει τα θέματα στον πυρήνα τους και είναι η ώρα πράγματι να κουβεντιαστούν στο ανώτατο δυνατό επίπεδο. Όπως έχω πάντα πει εγώ τις ανάλογες ερωτήσεις, έχουμε μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι μπορεί να έχουμε συμφωνία. Όπως από την αρχή άλλωστε. Διάβασα και εγώ πράγματι ότι θα είναι μια νέα ενδιάμεση συμφωνία. Τίποτα δεν είναι πιο αναλυθές από αυτό. Η συμφωνία θα είναι συνολική. Θα λύσει όλα τα ζητήματα από τώρα, να μην αφήσει ουρές, γιατί τότε εάν άφηνε ουρές δεν ανταποκρινόταν στις προϋποθέσεις που έχουμε θέσει να είναι συνολική και μόνιμη. Μπορεί να έχει ένα χρονοδιάγραμμα για ορισμένα ζητήματα που δεν μπορούν να λυθούν με τη στιγμή της υπογραφής, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν είναι ενδιάμεση όπως η προηγούμενη. Εμείς θέλουμε και όχι απλώς θέλουμε, είμαστε βέβαιοι ότι θα έχει υποστήριξη πολύ ευρύτερη της κυβερνητικής πλειοψηφίας, δεδομένου ότι θα είναι μια συμφωνία εθνικά υποφελής. Αλλά δεν υπάρχει κανένας συνταγματικός λόγος για 180 ψήφους. Αν δεν ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, να σας πω, αυτό θα είναι μεγάλο θέμα για τον κύριο Μητσοτάκη. Γιατί η εθνική γραμμή την οποία προωθούμε είναι η γραμμή που είχε αρχίσει να στείνει ο πατέρας του, αυτή που υπονόμευσε ο κύριος Σαμαράς, αυτή που ο Κώστας Καραμαλής επιβεβαίωσε το 2007. Го слушнавме грчкиот алтернативен министер за надворешни работи. Очигледен е оптимизмот во неговиот настав во пресрет на средбата Заев-Ципрас, а по викенд со станокот на министрите Димитров и Кодзијас со медиаторот Нимиц. Владимир, може ли да се предпоставуваат контурите на решението за кое што се преговара? Разбирливо дека во оваа фаза од процесот двете страни се затворени за официјални информации, но ако се водиме од логиката на нештата и тоа што им е најважно на двете страни, тогаш би требало македонската страна да добие чиста одредница, чисто именување на јазикот и неспорно право на мнозинската заедница да се идентификува како македонски народ во земјава. Од друга страна на Грција е најважно новото договорено име да биде за севкупна надворешна, но и домашна употреба, и тоа фактички беше сегмент од целите преговори на кои што најмногу се потроши време во последниот период. Ако има конечен договор, тоа значи дека и ова чувствително прашање од пакетот е затворено. Но какво? Дали со одложена примена на домашната употреба на новото име дури по приемот во Европската Унија, треба да видиме по објавувањето на евентуалниот договор. Важни елементи од договорот се и така наречените секвенци, односно што, кога и како ќе се случува, или што ќе биде доволно за Грција да ја крене рампата за почеток на преговори со Европската Унија и НАТО, оти, например, ако треба да се отвора уставот, а е многу известно дека тоа ќе треба да се случи, тоа би можело многу да ги одложи процесите.
Да, ова секвенционирање за кој што ти зборуваше е многу важно, бидејќи роковите, како што кажа, и за Европската унија во јуни и за НАТО во јули се многу куси, многу кратки. Прашањето е дали Грција би се согласила со почеток на преговори за членство во Европската унија само со потпишан договор. Има некои информации дека можеби би се согласила. Потоа прашањето е дали Грција би дозволила Македонија да добие покана за членство во НАТО со ратификуван договор во македонскиот парламент, а во периодот за ратификација на овие пристапни протоколи, пристапни договори во грчкиот парламент, односно тој процес да биде условен со усвоењето на уставните измени во земјава Македонија. Исто така дома кај нас е важно да се види колку брзо би можело да се ратификува договорот, како би се поставила опозицијата, да се види кога би се организирал референдум, кога би се отворил уставот и дали се тоа би се комбинирало и со евентуални избори. Да, а освен како ќе се постави опозицијата при ратификацијата на договорот со Грција и отворањето на уставот, важно е какви потези ќе влече и шефот на државата. Со оглед на тоа што меѓународните договори, каков што ќе биде оној за името, се ратификуваат во собранието со закон, Иванов ќе треба да го потпише указот за негово прогласување, за тој да биде објавен во службен весник. Но Иванов, на примерот со законот за јазици, покажа дека се обидува правото на суспензивно да го трансформира во апсолутно вето, иако нема таква уставна моќ. Би можел ли истото да го повтори и за договорот за името во услови на тензична кохабитација? Моментот кога премиерот го представи својот тим пред председателот како да го навести односот што ќе доминира меѓу двете институции што ја споделуваат извршната власт. Воздржан, протоколарен, повеќе компетитивен отколку кооперативен. Не секогаш добиваме политичка коректност од председателот Иванов. Сме имале многу ситуации во кои председателот и владата немале многу љубов и си правеле некакви позадински, условно речено, политички маневри. Но прв пат е Иванов тоа да го однесе чекор понатаму. Иванов во јануари го потпиша договорот со Бугарија, а мнозинството истиот месец ги прифати неговите предлози за уставни судии. Со гласовите на СДСМ и ДУИ, Дарко Костадиновски, долгогодишен советник на председателот, и Осман Кадри, универзитетски професор, стана дел од Уставниот суд, иако според тврдењата Иванов претходно не се координирал со мнозинството. Но работата сега запна кај изборот на гувернер на Народната банка, а иако има договор за одреден број амбасадори, кохабитацијата ниту на тој план не оди мазно. Сепак најпроблематично прашање на релација председател-мнозинство е непотпишувањето на указот за законот за јазиците. Кај политичкото самоволија нема потреба од кохабитација, бидејќи Иванов нема право или избор дали ќе го потпише или нема да го потпише законот. И во таа смисла тој се однесува во својот манир на политички насилник, таму каде што може да направи саботажа, ќе направи саботажа за процесот. И јас мислам дека за иднината на Македонија е многу важно законот за јазиците да се објави без неговиот потпис. Имајќи предвид дека доколку тоа не се случи, таквата индолентност кон таа постапка му дава на председателот де факто овластувања кои тој де јуре ги нема, а тоа е право на рестриктивно вето. И тоа нема врска со кохабитацијата. Кохабитацијата е нужна во овие други сфери. Изборот на гувернер каде е неопходна политичка координација, изборот на амбасадори каде е неопходна политичка координација и така натаму. Во владата сметаат дека немаат одговорност за нехармоничните релации со председателот на државата. Цела влада беше присутна на обраќањето на председателот на Република Македонија во собранието на неговото годишно обраќање. Дополнително се одржуваат редовни консултации од прашања од значителен политички интерес. По преговорите за името, министерот за надворешни работи за секој значаен исчекор го информира председателот. Од наша страна постои целосен почит кон институцијата председател и тоа е несомнено. Имавме координација и за 8 амбасадорски места кои што во наредниот период ќе бидат назначени, таа процедура тече. Не секогаш добиваме политичка коректност од председателот Иванов. Наспроти нашата интенција да бидеме конструктивни. Би го споменал само случајот со неговото свесно непотпишување на указот на законот за употреба на јазиците. Со тоа не само што се крши уставот, туку и прилично свесно политички се нанесува штета на севкупниот процес на Македонија. Следната тема што логично ќе се наметне во односите меѓу председателот и мнозинството е прашањето за името. Ако се има предвид однесувањето на Иванов за законот за јазиците, уставната можност за суспензивно да се обиде да ја трансформира во апсолутно вето, легитимна е дилемата дали шефот на државата оваа практика може да ја примени при потребата да го потпише законот со кој би се ратификувал меѓународниот договор меѓу Скопје и Атина. Знаете што, со тоа што се Иванов може да направи, може да се наполнат неколку книги. Значи Иванов сметавме дека нема шанси да направи таква глупост како амнестија, па ја направи. Нема шанси да
него да не дава мандат на јасно изразена војна на мнозинството, па не го даде. Нема белким шанси да не потпише нешто еклатантно кршејќи го уставот каде пишува дека е тој должен да го потпише законот за јазици и тоа го направи. Така што кога ме прашувате дали хипотетички е можно Иванов да се изглупира повторно? Да. Дали смее тоа да му се дозволи? Не. Дека има искричања меѓу владата и претседателот и за ова прашање, навести и шефот на дипломатијата во последното гостување во 360 степени. Да се биде внатре, да се биде носител на функција, особено таква. Сега се реферирате директно на шефот на државата. Значи да се преземе одговорност и ајде да не кажам нешто што не треба, за да не се каам. Постојат ли стравување во владата дека однесувањето на претседателот во однос на законот со јазици тој може да го преслика и на евентуалниот можен договор за прашањето со името со Грција? Не би можеле во оваа фаза да навлегуваме толку би рекол длабоко или суштински во однос на тоа што би се случило во иднина. Сепак е хипотетичко прашање, многу е тешко да се дадат хипотетички одговори. Нашата интенција ќе повтораме секогаш да го имаме пред себе интересот на сите граѓани на Република Македонија кој што води кон интеграција на Македонија, прво во НАТО, па во Европската Унија. Вообичаено, во оваа анализа овде требаше да следува изјава, став, коментар на другата засегната страна во темата за кохабитацијата. 360 степени уште минатата седмица побара одговор од кабинетот на Иванов на неколку прашања кои ги тангираат односите со владеачкото мнозинство. Прашавме, но одговор од вилата наводно не добивме. Стравувањата за нова институционална криза поврзана со прашањето за името слична на онаа со законот за јазици резултираат со размислувања за промени во политичкиот систем на земјата. Например, во моментот од однесувањето на Иванов е најдобар аргумент зашто претседателот треба да се бира во собрание. Бидејќи има реална дискрепанца помеѓу легитимитетот со кој се бира претседателот и неговите ингеренции. Тој се избра со преголем легитимитет за неговите ингеренции. Или треба да му се зголемат ингеренциите, или треба да се намали легитимитетот. Историјата на независна Македонија памети проблематична кохабитација и меѓу Глигоров и ВМРО-ДПМНЕ, Трајковски со СДЦМ и со ВМРО-ДПМНЕ, Црвенковски со ВМРО-ДПМНЕ. Овие политички судири се манифестирале во низа клучни ситуации: признавањето на Тајван, непризнавањето на изборните резултати за шеф на државата, конфликтот во 2001-та, начинот како треба да се реши прашањето за името пред и по самитот во Букурешт. Сега повторно сведочиме на тензични односи претседател влада и повторно за значајни теми од кои зависи иднината на државата. Не престануваат реакциите од засегнатите по одлуката на министерот за правда, донесена по предлог на Заводот за ревизија, да им се запре редовното државно финансирање на 26 политички партии. И самиот Завод за ревизија е конфузен кога одговара на дополнителните прашања. Например, зошто во основите за одлуката за одредена партија е наведено дека не доставила ни еден од бараните 3 документи, кога има јасни докази дека таа партија поднела барем еден или два. Славица Филиповска ги праша познавачите на темата. Дали Државниот завод за ревизија, кој треба да биде еден од столбовите на контролата на трошењето на јавните пари, го губи кредибилитетот со очигледната непрецизност и недоследност? Одлуката на министерот за правда Билјан Салии да го запре годишното финансирање на 26 политички партии продолжува да предизвикува реакција од засегнатите. Значи не се спомнува како алијанса, туку една партија која што веќе една година не постои со судско решение, покажува несериозност на таа институција. Ние ова одлука на министерот за правда ќе ја утужиме пред управниот суд. На одлуката донесена по предлог на Државниот завод за ревизија веќе реагираат други партии. Проблемот е кај нив и најмала рака треба да се извинат на Либерално-демократската партија за бламажата која што ни ја прават во јавноста. Генерално земено и за мене одлуката на Министерството за правда е прилично изненадувачка, бидејќи таму како може се види дека има голем број на партии. Од Државниот завод за ревизија не прифаќаат одговорност и тврдат дека постапиле правилно кога му предложиле на министерот за правда да го запре финансирањето за 26 партии. Сепак, има ли простор за сомнеш во капацитетот и доследноста на Заводот за ревизија? Неколку пати се повикува Државниот завод за ревизија да се екипира повеќе. За партијата Левица во одлуката на министерот за правда објавена во Службен весник се наведува дека во законскиот рок до 31 март годинава не доставила годишен финансиски извештај и извештај за донации.
но од партијата тврдат дека не е така. Во образложението се наведува некаков си службен допис од Државниот завод за ревизија, меѓутоа да биде иронијата поголема, ние 3 дена пред истекот на рокот имаме штембил токму од тој завод за ревизија дека ние сме поднеле годишен извештај до него, така што станува збор или за недобра координација или за тенденциозност. Меѓутоа, бидејќи е широк кругот на партии кој што е опфатен, веројатно станува збор за некоординација помеѓу државните органи, на штета на сегашната структура на државно финансирање. Левица се подготвува да покрене спор пред управниот суд. Во случајов станува збор за тужба која можете да ја поднесете, но која нема суспензивно дејство. Значи, нивното решение произведува правно дејство, вие ќе останете без пари и можете да се тужите година, 2, ме разбирате. Значи, станува збор за комплетно загрозување на политичкото делување. Нашата управна постапка е согласно законите е 8 степена, може да ви го вратат на повторно одлучување. Самиот управен суд може да пресуди после 2 години, имаме и такви случаи, така што за тоа време вие сте практично ставени во позиција да не можете кирија да платите за канцеларијата. Во одлуката за запирање на државното финансирање на партиите фигурира и движењето за реформи Албанска демократска партија, иако таа од поодамна го смени името во Алијанса за албанците. Искрено несериозност. Значи, една институција треба да биде сигурна кога ќе даде некаков извештај. Нормално ние како граѓани, па и како институции, да речам, очекуваме од таа институција многу, да ни даде сигурни податоци за одредени институции како функционираат во системот. Доколку излезат вакви работи, јас дознав дека и за други партии кои што практично пријавиле се што треба да пријави до НИЦ, до Државниот завод за ревизија, и повторно издегуваат и нивни имиња. Истото се случува и со нас. Значи, не се спомнуваме како Алијанса, туку една партија која што веќе 1 година не постои со судско решение, покажува несериозност на таа институција. За оваа партија, Државниот завод за ревизија констатирал дека во рокот не доставила ниту еден од 3 потребни документи: финансиски извештај, извештај за донации и годишна сметка. 360 степени имаше увид во документите што партијата ги доставила до Заводот за ревизија. Од нив се гледа дека партијата во законскиот рок го доставила финансискиот извештај, а по 5 дена и годишната сметка и извештајот за донации. Одлуката на Министерот за правда е донесена дури 20 дена подоцна, па нејасно е зошто Алијансата за албанците е офатена со неа. Поради овие, но и поради други реакции, се обративме со конкретни прашања до Државниот завод за ревизија, но наместо конкретни добивме еден воопштен одговор. Например, Државниот завод за ревизија воопшто не се осврнува на нашите прашања зошто Левица и Алијансата за албанците се меѓу санкционираните партии. Или зошто во одлуката се наведува дека Либерално-демократската партија не доставила годишен финансиски извештај, кога самиот завод призна дека ЛДП требало на посебен меморандум само да наведе дека немала донации во 2017 година. Во одговорот од Државниот завод за ревизија наведуваат дека по објавувањето на одлуката во службен весник, 7 партии дополнително доставиле некои од бараните финансиски документи. Државниот завод за ревизија стои на своите констатации наведени во предлогот доставен до Министерството за правда, со тоа што ги зема предвид дополнително доставените финансиски документи од политичките партии, пошто онаму каде што се целосно исполнети обврските за известување, за нив ќе се извести Министерството за правда да ја отстрани суспензијата. Ана Јаневска Делева од Транспарентност Македонија вели дека вршењето ревизија на политичките партии е голем залак за Државниот завод за ревизија, особено што приемот на извештаите е само вовед во нивната содржинска проверка. Тоа најповеќе се должи на недоволна екипираност на Државниот завод за ревизија, зашто и самата Греко повикуваше, односно препораките на Греко беа од кога се направи измените на Законот за финансирање на политички партии, каде што сите политички партии над сите политички партии треба да биде извршена ревизија за нивното финансиско работење. Во контакт со Државниот завод за ревизија, кога стапивме и кога контактиравме и кога разговаравме, ни кажаа дека да, тоа е законска обврска, меѓутоа самиот Државен завод за ревизија нема капацитети
за тоа да го направи, бидејќи на списокот сега не ме фаќате за збор, не знам точно, меѓутоа во тоа време имаше над 50 политички партии регистрирано во Република Македонија, што е многу голема бројка за Државниот завод за ревизија да се направи детална ревизија на сите овие политички партии. Освен можните пропусти од Заводот за ревизија, не може да се амнестираат и дел од партиите, вели таа. Самите политички партии не се доволно транспарентни. Не можете да ги најдете нивните адреси, нивното седиште, за воопшто да ги исконтактирате, а камоли пак да ви испратат извештаи, не се сите нормално толку ажурни и не ги праќаат извештаите. За 2018-та во буџетот се планирани околу 1.830.000 евра за финансирање на политичките партии, кои се делат според бројот на освоени пратенички и советнички места на последните избори. Ако се озакони политичкиот договор меѓу СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ за зголемување на државното финансирање, оваа сума в година може да достигне до 5 милиони евра. Не заминувајте од оваа фреквенција, по уште една пауза е саботажата. Го најавувам Сречко Поповски и неговата саботажа. Продуктите кои на јавноста се продаваа како суво злато, на вистината излезе дека не биле ништо друго освен нефтина, лажна и вештачка скапоценост. Нивната вредност која секому со здрава логика од секогаш му била јасна. И во препроценката останува иста, бидејќи тие повторно ќе бидат злоупотребувани како единствена драгоценост со која нивните новостари прекупци очекуваат враќање на политичкиот пазар. Кога ќе ги отворите Курир, Нетпрес, Република, Лидер, Алфа ТВ, најскапиот рекламен простор, е одстапен на известна фирма Рипостарт. И кој ќе кликнав таму, нели, она што би се рекло just by curiosity, и тоа ве води до сајт кој продава бижутерија. И тоа бижутерија и апликации за декор за дома. Таа на изглед радикална хардверска трансформација на медиумската машина не представува никаква сериозна промена на софтверот. Не само што нема да има нов апгрейд, туку ти остануваат цврсто на програмскиот јазик, кодифициран во времето на претходниот собственик. Сегашниот председател на ВМРО-ДПМНЕ, кога организира пресконференции, се снима самиот со камера и ви ги праќа на медиумите. Не, јас ви говорам дека е неточно и тоа ви е спин. Чекајте, нема таква пресконференција. Нема пресконференција. Која што ја крстувате пресконференција? Самиот се снима себе и ги праќа за тоа што се сите поканети и ова е уште еден спин. Дека тоа не е спин, туку продолжување на таа неискрена политичка реторика и однесување кон медиумите сведочат не само новинарите, туку и најблиските соработници на новиот лидер, кој најавуваше промена на концептот на директни соочувања со јавноста. Зошто Јануша не викнавте ни еден новинар на пресот? Навистина не би знаел да ви кажам, во однос на настапот, нашите настапи и пиар стратегијата која што ја имаме во овој период и во иднина е дел кој што осмислува нашиот пиар тим. За разлика од нив, кои што имаат каква било стратегија, околу чиј легитимитет може да се спори. Нивните политички ривали имаат пиар тим, но очигледно немаат стратегија. Од грстот риби кои пливаат во владините комуникацијски води, никој освен ајкулата не си дозволува да тргне по крвта која пуштаат дискредитаторите на програмската и политичката понуда. Едноставно, тие не си ја вршат својата работа. Во која смисла? Која бранеше одлуката на Џезир Хоџа? Двајца. Јас и Заев. А ја нити работам у влада, нити работам у СДСМ. Тој не поделен став дека наместо да биде распределен сиот кредит повторно е натоварот на еден човек, ја предизвикува професионалната критика. Иако со својот хабитус, со некритичкиот тон кон тие што без никаков хазард ке стасаат до добивка, тој практично и не дозволува високата сметка која ќе треба да биде испорачена да ја плати некој друг. Морам да признам дека малку ме нервира неговиот зен оптимизам постојано. Се ние вриштиме овде човек се распаѓа регионов, отиде во Бајвок, онде уживајте другарче, се ќе биде како што те да не го цитирам овој Иванов, бидејќи не ми се допаѓа неговиот политички ритм, меѓутоа изгледа шашава, ама делува.
Во таа смисла, така го доживувам Заев. И на крајот, во истиот стил се сугерира вежба за сите оние кои сметаат дека работите се одвиваат без потребната динамика и ги напушта оптимизмот. Ако кажеме 11 минути да клекнеме дома и да седиме клекнати 11 минути, кога ќе треба да се подигнеме, тешко ќе се подигнеме и не знам дали ќе останеме на нога. Клекната беше Македонија на 11 минути, на 11 месеци, 11 години. Сега треба да исправиме Македонија од клекната. И тоа не се случува преку ноќ. Ништо не се случува преку ноќ, освен што се сонува. Време е да се раздели на нозе. Освен во овој редовен термин на телевизија и во репризниот, можете да не следите и на веб страницата 360stepeni.mk и на Facebook и Twitter. Благодарам што и вечерва бевте со нас. Се гледаме повторно в петок од 22:30. Пријатно.